Со стиропор, вреки со слама и сунгери штипјени ги заштитуваат водомерите од ниските минусни температури кои ги носи ледената зима. Анкетираните на терен велат важно е водомерот и цевките убаво се изолираат и покријат за да мразот не направи штета. Иако нема драстичен пат на температурата, сепак граѓаните едногласни водомерот навреме се заштити и сите мирно да спијат. Па нема стиропор и изолација, што има специјална ета траката секако да ја кажам заштити се од двете страни замота се. Па се чергема, чергата ќе се намокре, може да биде и полош. Види се, за водомерот за да се заштити овие многу ниски температури, стиропорче може да се направи или па да биде затворен простор дека стои водомерот. Водомерот треба подлабока шахта, која е надвор од куќата, подлабока шахта и стиропор да се стае. Чергата добие влага на кисница и она стане мокра, само стиропоро е мајка. И чергата замрзнува? Па замрзне после она. У тоа шахтата и она прима влага и она замрзне, не бива тоа. Кој јас напунам реките Славичка, ставим изгори и затвор. Стиропор. Ако имаш. А вака черги? Чергите примат стиропор. Не, јас живеам у зграда. Добро ли, заштитено ли? Па заштитено е, да. Да. Доколку водомерот навреме не се заштити, граѓаните се категорични дека ќе има проблеми. Може како не цевката, може да испука, зависи од температурата. Ако е многу ладно? Ако е многу ладно, може да замрзне и да пукне. Сега заштита и пластични цевки само. Длабоко зависи колку ти приток водомер. Ако како мене 1 метар, од земјата и на време обезбедите? Да. Тоа што се правил куќите. Па може, не се многу случува, ама сигурно у градот едно 10, 15, 20 пукнат, а не многу. Вие вашите заштитите ли? Кај мене тоа не смее да биде така, се е заштитено и унатре е ставено. Инаку и главните водоводни линии во град Штип се на соодветна длабочина и затоа не се очекуваат проблеми од замрзнување. Тоа значи дека нема да има проблеми со водоснабдувањето.